Семејни центри во секоја општина за намалување на насилството и малолетничката деликвенција бараат од ЛДП. Ваквата реакција доаѓа по последниот случај во гостиварското село Добридол, каде на свадба млади лица качени на автомобил пукаа во воздух. Од партијата повикуваат на брза реакција за намалување на случаите со насилство. По примерот на Словенија, можеме да развиеме социјални центри во општините, каде што децата и семејствата ќе имаат дополнителна стручна поддршка – психолог, социолог, педагог и социјален работник. Целта е навреме да ги препознаеме проблемите и да реагираме пред да се случи насилството. За случајот со букањето во Гостиварско, МВР првично уапси 6 лица, а едно повика на информативен разговор. Вчера вечер обвинителството пак поведе постапка против 4 лица од селото Добридол, за кои постои основано сомнение дека учествувале во дејствија на кривично дело предизвикување општа опасност. Осомничените на 31 јули вечерта во дворно место од семејна куќа во селото на свадбена прослава употребиле огнено оружје, и тоа 3 пиштоли и една пушка од непозната марка и калибар со кои пукале во воздух, и со тоа ги довеле во опасност животите на поголем број присутни на свадбената прослава, соопшти од обвинителството, и за сите е побаран притвор. Психолозите велат дека една од причините кои поттикнуваат ваков вид на насилство се алкохолот и наркотичните супстанци. Најчести причини за тоа, или барем според истражувањата, што покажуваат дека отсуство на соодветен семејен систем кој што ги поддржува и им ги насочува младите, конфликти во семејството исто знаат да бидат причинители, злопотреба на наркотични средства, на алкохол исто така се појавува како процентуален или статистичка причина. Додава дека навремената едукација е најдобра превенција. Најдобро е да се работи малку на психоедукација, значи кои се ефектите, кои последици може да има, како тоа знае да влијае на самата личност, кој што е дете, малолетник, кој што потоа кога ќе порасне, кога ќе стане возрасно лице, како може да му влијае сето тоа појавување на деликвенција од страна на младите. Пукање на свадбени веселби е забрането со законот и е предвидена парична казна од 200 до 500 евра за пукање кога ќе се наруши јавниот ред и мир, но ако пукањето предизвика општа опасност, сторителот може да заврши во затвор од 1 до 5 години. Габриела Лескова, Сител телевизија.